Почитуван председателе, почитувани колеги, почитуван заменик министер, денеска на дневен ред го имаме предлогот за ребаланс на буџетот за 2025 година, но да биде јасно, не се работи само за техничка корекција на фискални позиции, станува збор за една важна политичка порака, а тоа е дека имаме капацитет за одговорно и визионерско управување со јавните финансии. Порака дека не реагираме под притисок, туку действуваме навремено, со јасна стратегија и со фокус кон потребите на граѓаните. Биејќи буџетот не е апстрактна табела, туку инструмент на јавната политика. Тоа е начин на кој што државата ги реализира своите приоритети. Овој пат не ребалансираме затоа што сме принудени, туку затоа што имаме услови и простор да ги пренасочиме средствата таму каде што ќе создадат најголема вредност. Ова е ребаланс на стабилност. Ребаланс кој ја покажува зрелоста на нашата економска политика и јасната определба за долгорочна фискална и финансиска одржливост. Во услови на позитивни економски трендови, владата демонстрира дека буџетот не е догма, туку флексибилен инструмент што се приспособува на реалните економски движења и на приоритетите на нашето општество. Дозволете да ги истакнам позначајните показатели. Приходите се зголемени за 8,6% споредено со истиот период претходната година. Расходите се зголемени за 5,1%, а дефицитот останува стабилен и контролиран до 4% од бруто домашниот производ. Овие индикатори не се само бројки, тие отсликуваат состојбата на економијата и на јавните финансии. Тие сведочат за тоа дека остануваме на патот на стабилна фискална политика, дури и во услови на глобални турбуленции. Нема импровизации и нема популистички остапки. Има јасен курс, дисциплина, предвидливост и системско управување. Овој ребаланс е доказ дека знаеме да менаџираме кога има притисоци, но и кога има простор за паметна интервенција. Приходите растат, трошењето е насочено кон приоритети, а граѓаните се во центарот на нашата фискална и финансиска политика. На приходната страна растот од 8,6% е јасен показател дека системот за наплата функционира поефикасно, дека фискалниот простор се проширува и дека економијата е активна, дека создава вредност и дека носи резултати. Од аспект на расходите, порастот од 5,1% не е резултат на нерационална потрошувачка, туку одраз на засилени обврски кон граѓаните. При тоа растот оди на сметка на буџетската рационализација. Зголемени се платите и пензиите, но без да се наруши рамнотежата или да се загрози развојната компонента. Напротив, капиталните инвестиции се зајакнуваат. Со овој ребаланс предвидени се 800 милиони денари повеќе за покачување на платите. Предвидени се 2,5 милиарди денари повеќе за покачување на пензии. Вклучени се нови 300 милиони денари за реализација на капитални проекти, што значи дека инвестициите не се кратат, туку се зајакнуваат. Овие алокации не се импровизација, тие се резултат на темелна анализа и на реалните показатели од првата половина од годината. Се работи на вистински одговор на реалните потреби, а не за символични гестови. Кога обезбедуваш повисоки плати, вложуваш во човечки капитал. Кога ги зголемуваш пензиите, вложуваш во достоинството на постарите генерации. Кога инвестираш во капитални проекти, вложуваш во темелите на економскиот раст. Тоа е вистинската содржина на овој ребаланс, одржливост, грижа и долгорочна визија. Ова не е документ на паника, туку ова е план. Ова не е продукт на притисок, туку резултат на аналитички пристап и политичка одговорност. И повторно, наместо кратења, имаме зголемени средства за капитални расходи во износ од 300 милиони денари повеќе. Тоа е доказ дека државата не ја губи насоката, туку напротив го засилува развојниот курс. Овие средства се насочени кон проекти што создаваат трајна вредност, модерни универзитети, подобра патна инфраструктура, поддршка за општините, за здравствените установи, културни објекти, зелени енергетски проекти. Што добиваат граѓаните со овој ребаланс? Ќе наборам неколку проекти кои лично јас би ги издвоил. Се обезбедуваат средства 2 милиарди денари за доизградба на Финки, ФФК и доизградба на комплексот во Мајка Тереза. Ваучер од 250 евра за секој студент. 55.000 студенти во оваа држава ќе добијат по 15.300 денари за набавка на електронско помагало.
Реактивирање на проектот Купи куќа за млади, 39 милиони денари повеќе или 111 милиони денари повеќе за оваа ставка. 307 милиони денари за набавка на 120 нови автобуси. Повторувам, 120 автобуси ќе бидат набавени нови и токму во овој ребаланс се обезбедуваат средства за истото. Плюс 307 милиони денари повеќе од иницијалниот буџет за доизградба на локални патишта. 783 милиони денари повеќе за високото образование. 126 милиони денари повеќе од буџетот за оваа година кој што беше предвиден за инвестиции во образованието и над 80 милиони денари повеќе за поддршка на спортот. Ова не се декларации, туку ова се факти. Ова не се ветувања, туку реални буџетски подкрепени одлуки кои што ќе ги има во буџетот кој што денеска ќе го гласаме. Развојните буџетски програми се тие кои што даваат слика за обезбедените финансии за реализација на сите капитални проекти. Ке наведам неколку силни докази зошто овој ребаланс е развоен, визионерски и реален. Според анализата која што ја добиваат сите пратеници, ке ве замолам од страна 43 до 48. Министерството за здравство има планирано 1,14 милиарди денари во развојните подпрограми, што е зголемување за 237 милиони денари повеќе од планираниот буџет за оваа година. Тоа значи дека овие средства ќе бидат насочени кон изградба, реконструкција и опремување на здравствени установи, вклучително и дигитализација на здравствените услуги. Министерството за образование и наука има проектирано 1,79 милиарди денари за развојни подпрограми, што е за 323 милиони денари повеќе од иницијалниот буџет за оваа година. Тука ќе има доизградба на кампусите Финки, ФФК и комплексот Мајка Тереза, енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови, како и изградба и опремување на училишта и факултети широм државата. Овој пакет е еден од најсериозните и најсилните сигнали дека приоритетот на оваа влада е високото образование, односно иднината на државата. Министерството за социјалната политика, демографија и млади има предвидено околу 1,6 милиарди денари за развојни подпрограми, што е зголемување за цели 460 милиони денари повеќе отколку за претходните години. Ке има повеќе градинки, повеќе центри за згрижување на оние ранливи категории и повеќе средства за поддршка на ранливите категории во оваа држава. Министерството за транспорт има планирано 3,8 милиарди денари за развојни подпрограми или зголемување за 671 милион денар. Средствата се распределени за капитални инфраструктурни проекти, локални и регионални патишта, железничка инфраструктура, како и набавка на нови автобуси за јавното сообраќајно претпријатие и за другите градови во државата кои што имаат сообраќајен превоз. Министерството за финансии има предвидено 1,3 милиарди денари за развојни подпрограми, што е зголемување за 304 милиони денари. Ова е за поддршка и за капитални дотации до општините и финансирање на големи државни проекти. Министерството за одбрана има развојни подпрограми во вредност од 1,36 милиарди денари или зголемување од 266 милиони денари. Повеќе ќе се вложува во модернизација на армијата, во подобрување на условите и во инфраструктурните проекти за одбраната на нашата држава и достигнување на НАТО стандардите. Министерството за култура има планирано 455 милиони денари за развојни подпрограми, што е зголемување за 118 милиони денари. Република Македонија ќе добие нови театри, нови музеи, нови архиви и реконструкција на објекти од културно значење во руралните средини. Министерството за спорт, како што кажав, над 80 милиони денари, тоа значи нови сали, нови игралишта и нови спортски проекти во соработка со локалната самоуправа. Министерството за животна средина 1,12 милиарди денари, што е зголемување од цели 94 милиони денари. Оваа држава ќе добие нови регионални депонии, чистење на дивите депонии и подобра и почиста животна средина. Ајде да зборуваме за уште еден факт кој што се случи на расправата во комисијата, кој што некој сака во оваа сала да го премолчи. СДСМ во целост капитулираше во оваа расправа. Во отсутство на аргументи направија нешто што досега во историјата никогаш не се случило. Ги повлекоа сите амандмани. Беа поразени и во општата и во амандманската расправа. На секој нивно тврдење следеше конкретен податок. На секој нивен обид за критика следуваше реалноста. А реалноста е додека ние дискутираме за ребалансот, почитувани граѓани, владата веќе во овој момент го изгласува законот за пензии. Тоа значи дека покрај зголемувањето од 5000 денари, денеска во собранието ќе стигне законот со кој што сите 338.000 пензионери во оваа држава ќе добијат дополнително зголемување на пензиите од 2000 денари. Тоа е нашата визија, конкретна, одговорна и остварлива.
Исто така, додека дискутираме за ребалансот, веќе утре, најверојатно ќе го гласаме законот за ваучери. Тоа е закон кој што гарантира дека 55.000 студенти во државата, без разлика дали студирале редовно или воредно, без разлика дали студирале на приватен или на државен универзитет, ќе добијат од државата по 15.300 денари за да набават техничко помагало. Тоа е разликата помеѓу нас и помеѓу нив. Ние не носиме само буџет, ние носиме решенија. Буџетот за нас не е список, туку алатка на промени. Ребалансот за нас не е оправдување, туку можност за напредок. Овој ребаланс не треба да се гледа како фискален инструмент. Тоа е многу повеќе од тоа. Тоа е политичка порака со длабока символика и со јасна линија на разграничување помеѓу два концепта. Оној кој што создава и оној кој што руши. Едниот што инвестира и едниот што секогаш кратеше. Едниот што гради и другиот што трошеше без трага, најчесто присвојувајќи ги тие пари. Додека ние денес алоцираме над 2 милиарди денари за високо образование, во времето на нивниот мандат немаше ниту еден удрен темел. Додека ние носиме одлука секој студент да добие по 250 евра, тогаш студентите и не постојаа во таа категорија, односно власта немаше никаков слух. Додека ние инвестираме во нови автобуси, во патишта, во спортска инфраструктура, тие оставија систем во распад. Овој ребаланс е докаж дека можеме да одговориме на сите клучни потреби истовремено. И на повисоки плати, и на подобри пензии, и на значајни капитални инвестиции. Покажуваме дека може да се инвестира паралелно и во младите, и во здравствениот сектор, и во културниот сектор, без да се наруши фискалната стабилност. Во не толку далечно минато, почитувани, секој ребаланс значеше воредна состојба. Половично извршување на буџетот, капитални инвестиции под 30% и постојани кратења заследени со ново задолжување. Денес сликата е поинаква. Прв пат носиме ребаланс каде што средствата не се намалуваат, туку се зголемуваат. И тоа не декларативно, туку со конкретна и мерлива имплементација на терен. Овој документ нема сиви зони. Секоја алокација е со цел. Секоја интервенција има логика и адресира реална потреба. Секоја инвестиција носи општествена вредност. Значи ли тоа дека нешто сме скратиле? Апсолутно не. Она што го правиме е рационално пренасочување, реструктурирање според приоритетите на државата и на граѓаните. Тоа е суштината на одговорна фискална политика. И токму затоа најмногу растат програмите во капиталните проекти, во образованието, во здравството, во енергетиката, во културата и во социјалната заштита. Свесен сум дека ќе има обиди за минимизирање на сите овие работи кои што ги кажав или оспори она што денеска го презентираме. Затоа, без реторика, директно ќе укажам на неколку клучни сегменти каде што се гледа јасно и недвосмислено дека овој ребаланс носи зголемување и дека овој ребаланс нема кратење. Особено апелирам да ме послушаат тие кои што ќе гласаат против, тие кои што ќе гласаат против овие ставки и тие со кои што гласањето против ќе застанат директно каде што секогаш застанале против интересите на сопствениот народ. Ајде да идеме ставка по ставка. Министерство за здравство, ставка 1Б, медицинска опрема, зголемување за 375% или дополнителни 165 милиони денари. Министерство за култура и туризам, ставка 22, Универзитетот на Плаошник, замислете, зголемување за 362% или 36 милиони денари за еден од најважните национални проекти. Филмска дејност зголемување за 139 милиони денари, сценско-уметничка дејност плюс 220 милиони денари, а за одржување на објекти и опрема 118 милиони денари повеќе или замислете 154% плюс. Културата е нашиот идентитет. Вака ние се грижиме за нашиот идентитет. Министерството за спорт, ставка 20, спорт, зголемување за 56 милиони денари, а децентрализација за дополнителни 62 милиони денари. Министерство за образование под програма 4 високо образование, зголемување за 733 милиони денари, УКИМ плюс 505 милиони денари, инфраструктурни проекти зголемување за 127%, односно 361 милион денари повеќе, реконструкција на студентски домови зголемување за 136 милиони денари, инклузивно образование 82 милиони денари. Тука имаме и многу поранешни министри кои што сега ја напуштија салата, но добро е да продискутираме за сите овие ставки
една по една. Ајде да видиме во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Ставка 46. Деинституционализација и социјални услуги, зголемување за 505 милиони денари или замислете 105% повеќе. Социјални услуги и пензиски систем, зголемување за 61 милион денари. Програма за млади, зголемување за 98% и за изградба на детски градинки, почитувани граѓани. Замислете, 250 милиони денари повеќе од првично планираниот буџет за 2025 година, кој што беше историски највисок. Агенција за финансиска подршка на земјоделието под програма 2А зголемување од 288% или дополнителни 432 милиони денари за рурален развој. Министерство за земјоделство, програма за наводнување, зголемување од 71%, односно 57 милиони денари. Министерство за транспорт, ставка 2D, автобуси за јавен превоз, нови 307 милиони денари. Проект за локални патишта, зголемување за 307 милиони денари. Урбанизам и градежништво, плюс 47 милиони денари. И замислете, инвестиции во железничка инфраструктура, 106 милиони денари повеќе. Оваа ставка е различна од онаа ставка со која што ќе се финансира изградбата на брзата пруга, која што треба да почне кон крајот на годината. Овие средства се планирани за модернизација на постојната железничка инфраструктура, тука не сметајќи ги сите оние издатоци кои што ќе се јават за третата фаза на коридорот 8. Само за потсетување, почитувани граѓани, само пред една година зборувавме за движење на воз кон Велес со 20 км на час по неколку месечно доцање, затоа што немаше кој да го репарира мостот. Министерство за животна средина, просторни планови, зголемување за 183%, за чистење депонии, зголемување за 39 милиони денари и за унапредување на животна средина 35 милиони денари повеќе. Министерство за енергетика, под програма 32, развој за енергетика, зголемување од 131% или 180 милиони денари повеќе. Министерство за финансии, купи куќа за млади, 111% повеќе или 39 милиони денари. Министерство за јавна администрација, под програма реформа во администрацијата, зголемување за 59%, Министерство за локална самоуправа, рамномерен регионален развој, зголемување за 42,6% и тука сакам да кажам дека во оваа програма не влегуваат оние 250 милиони евра, туку ова се дополнителни средства по оваа ставка, што по напоинаков начин ќе бидат распределени на општините за да може да реализираат инфраструктурни проекти. Министерство за европски прашања, програми за европска интеграција и институционален развој, зголемување за 59 или 34%. И намерно бев екстензивен во овие податоци, бидејќи повторно ќе дадам еден јавен предизвик, нека излезе некој, нека ме демантира дека нешто од ова не е точно. Но почитувани, ако овие податоци не се докази, тогаш што представува доказ? Ако ова не е развој и напредок, тогаш која е вистинската дефиниција на развојот? И ова не е ораторска вечер, да излегуваме тука со говори, или ова не е партиска говорница, ние да соопштуваме ставови кои што се апсолутно неточни. Ова се сите податоци кои што се произнесени од анализата која што имаат добиено сите пратеници. Нема случајности, почитувани, во она што го говориме денес. Сите овие програми, зголемувања и проекти произлегуваат од систематска, одговорна работа и јасна визија за иднината на државата. Никој не ги оставил овие работи во фиока. Ова е резултат на планско и промислено управување. Ајде да се запрашаме. Вреди на крајот да поставиме и ние неколку прашања. Каде беа овие мерки и овие зголемувања изминатите 7 години? Каде беа овие 250 евра за подршка на студентите? Каде беа новите автобуси, локалните патишта и капиталните инвестиции? Каде беа ваучерите и зголемените плати? Каде беше зголемување на пензиите за сите пензионери за 7.000 денари за секој пензионер? Одговорот е едноставен, почитувани. Нив ги немаше. Тогаш наместо градење имавме непрекината кампања. Наместо реални дела имавме празни ветувања и блокади. Додека ние вложуваме во инфраструктурата и во квалитетни услуги, тогаш се делеше само празна реторика. Додека ние обезбедуваме пари за капитални инвестиции и подобрување на животот, тогаш средствата или беа замрзнати или беа несоодветно распределени. Денес зголемуваме капитални вложувања и зголемуваме 300 милиони денари плюс за капитални инвестиции. Зголемуваме плати за 800 милиони денари. Зголемуваме пензии за дополнителни 2,5 милиарди денари. Тука не зборувам само како пратеник од мнозинството.
Зборувам како граѓанин кој што ја гледа вистинската слика. Македонија напредува, чекор по чекор, со одговорност и прецизен план. Овој ребаланс треба да се подржи, не ради владата, не ради политичарите, не поради институциите, туку поради луѓето, поради секој студент кој што ќе добие 15.300 денари за да најбави техничко помагало. Доколку има 20 студенти во една фамилија, во едно семејство, тоа се 500 евра ослободување на родителот за да може секој дете да добие фер шанса да се набави техничко помагало. За пензионерите кои што ќе почувствуваат подобрување, секој пензионер на тие 5000 денари ќе добие плюс 2000 денари. Повеќе нема да гледаме пензионери кои што трпат за леп, повеќе нема да гледаме пензионери кои што гневни по улиците се запрашуваат зошто ја граделе оваа држава, и нема повеќе да гледаме пензионери кои што со празните паричници ќе издегуваат од владата, од која што се избркана од арогантните функционери кои што ги пруват институциите. Секој пензионер ќе добие плюс 2000 денари само заради овој ребаланс. Децата кои што ќе учат во подобри услови, пациенти кои што ќе добијат поквалитетна здравствена услуга и семејства кои што ќе користат подобра инфраструктура. Нема повеќе да има чекање на автобуските станици, нема повеќе да има редови во градинките, нема повеќе да има искршени возила од патиштата кои што не се направени. Овој ребаланс на буџет е гаранција дека владата мисли на секој граѓанин посебно. Затоа, почитувани, мојот глас и гласот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и на коалицијата во која што припаѓаат пратениците на коалицијата влени на политичката партија Знам, ќе гласаме за. И не само што ќе го поддржиме овој ребаланс на буџет, туку ќе го застапуваме со целосна убеденост. Ви благодарам. Јас ти благодарам. Пауза